Македонија се соочува со недостиг на туристички водичи, а во некои градови нема ниту еден, па оваа сива зона во туристичката индустрија се пополнува со нелиценцирани водичи. Агенцијата за поддршка на туризмот отпочна проект Активниот туризам во насока на локалниот економски развој, кој е дел од ИПА-2 програмата на Европската Унија, а со кој ќе се обучат десеттина туристички водичи во сите региони од државата. Еве, еден куриозитет, општината Македонски Брод нема ниту еден туристички водич, а има средно училиште каде што има паралелка за развој на руралниот туризам и таа е, мислам, единствена кај нас во државата и токму ние ќе овозможиме заедно со универзитетите, заедно со самиот проект обука на неколку туристички водичи кои што ќе ги водат сите тури кои што ќе дојдат во самата општина во повеќе аспекти. Па така мислам дека и Битола ќе добие дополнителни водичи, Новаци и секој од прилика регион кој што е од граничен камен со Грција од едната до другата страна. Експертите велат дека активниот туризам потребно е да се вклучи во економскиот развој на локалните средини. Современите тенденции укажуваат дека е неопходно да се развива овој туризам што ќе ги задржи туристите на подол круг во одредени дестинации, а кај нас овие форми поинтензивно се развиваат во последните неколку години. Во секој случај, значи, кај нас се посветува големо внимание во последно време. Тоа се однесува на различни форми, од параглайдингот, велосипедизмот кој не е само стандарден, туку и планински. Понатака имате содржини кои се однесуваат на искачување на карпи и така. Ние сите нив ги нотиравме и даваме сугестии на кој начин да се и понатака активираат на полето на туристичката понуда. Со проектот предвидени се обуки на локалното население, на локалната самоуправа и подигање на свеста за потребата од алтернативни форми на туризам и нивното влијание во локалниот економски развој. Во последните 5 години активно работиме не само во промовирањето, туку и во зајакнувањето на самата понуда, атракциите кои што треба да се понудат и нивното нормирање се во цел на подолго задржување на туристите во одредена дестинација. Всушност и основата. Пандемијата ги кажа страните во кои што треба да се подобруваме. Тие се доста, но тоа не значи дека таа треба да не биде изговор за тоа што требаме да го направиме. Многу пати велам дека треба да бидеме доволно мудри, храбри и да бидеме борци, да ги засукаме ракавите и да создадеме некаде до 2025 година да зборуваме за отприлика нешто повеќе од 4,5 милиони ноќевања во нашата дестинација. Всушност, тоа ќе овозможи многу повеќе девизен прилив, зголемување во бруто домашниот производ на влијанието на туризмот, но и зголемување на новите работни места пред се кај младата популација во локалните средини. Јаневски вели дека потребно е реструктурирање на туристичката индустрија, подобрување на законот за туристичка дејност, формирање туристички инспекции, отворање на дестинацијски менаџмент организации во неколку центри кои заедно со агенцијата ќе го развиваат туризмот на локално ниво.